Драги мои, добро вечер и добро ми дојдовте во уште едно издание на подкастот на телевизија Алфа. Веќе сум сигурна дека една од вашите омилени емисии на оваа фреквенција. Од медицинско училиште до психологија, дали повикот бил лекување на телото или душата? Вечерва имам дама, психолог, гостинка, фантастична жена. Таа секојдневно во Скопската гимназија Јосип Броз Тито работи со млади луѓе, ги гледа нивните предизвици, нивниот развој, нивните насмевки, што се крие зад нив, односно што се крие зад Инстаграм профилите на овие млади луѓе кои се иднината на Македонија. Дали денешната генерација, како иако е најинформирана досега, можеби е поанксиозна и поизгубена од претходните генерации, ќе зборуваме. Исто така вечерва, дали денеска децата имаат премногу слобода или им фали, им недостига насока од родителите, односно од повозрасните. Што стои зад насилството кај младите девојчиња кои во Ѓорче Петров буквално малтретира и вршеа булинг врз своја соученичка и сето тоа одеше повторно на социјалните мрежи. Разговараме и за траумите, за тишината, за душата длабоко, за човештвото, за човечноста поточно, за чувството на припадност, што значи патриотизам длабоко, психолошки и како истиот да го растеме и да го пораснеме во нашето општество. И ова не е само разговор за психологија, ова е разговор за времето во кое живееме, за луѓето во какви стануваме и растеме. Вечерва во подкаст на телевизија Алфа, психологот Кристина Атанасова. Добро вечер и добре дојде. Добро вечер, добро ве најдов и ви благодарам на поканата. Можеме и на вие. Мене ми е важно да ми е гостинот удобен, да се чувствува комотно во разговорот, значи можеме и на вие, можеме и на ти. Како ти е позгодно, еве јас одам со ти. Значи, првата реченица во најавата беше баш таа. Од медицинско училиште во психологија. Повикот беше лекување на телото или на душата? Средното образование го избрав како дете на здравствен работник. Мојата мајка и ден денес работи како медицинска сестра. Цел живот раснев со таа љубов кон пациентите, кон човекот, со една многу благородна работа и некако по редослед на нештата сакав да го следам нејзиниот пример. Со таа љубов повторно ќе потенцирам, пораснав и секако дека изборот беше токму и истата насока, медицинска сестра техничар. Кога се запишав во средното училиште, имав среќа да имам еден класен раководител, ја поздравувам, професорката Сонја Славковиќ, која што дополнително ни ја всади љубовта кон професијата, кон медицината, кон здравствената струка, која што се постави кон нас како родител, грижливо од една страна, од друга страна со својот авторитет знаеше како да ги постави работите и да функционираме како еден добар пример и како млади личности кои во иднина треба да го носат гордо својот бел мантел. Во текот на своето средно образование, во текот на изучувањето во трета година посебно на психологијата како наставен предмет, имав професор кој што начинот на кој ни го презентираше предметот, љубовта со која тоа го правеше, не дека другите професори не го правеле тоа, меѓутоа некако психологијата во тој момент ме примами, затоа што имаше некоја посебна драж, некоја посебна љубов со која ни се пренесува знаењето. Тука почнаа да се јавуваат првите мои интереси за психологијата како наука. И едноставно самата пракса, своевремено како медицински сестри одевме во сегашниот клинички центар Мајка Тереза на практична настава, многу повеќе обрнува внимание на тоа како луѓето изгледаат, каков е нивниот израз на лицето. Без разлика на која клиника и да сте. Така е. Одел. Емоциите со кои се соочуваат. Поминавме многу клиники, да, затоа што самата програма во средното медицинско училиште си го бара тоа. И некако почнав да се фаќам себе си, уште во втора година средно, кога почнавме да одиме на пракса по клиниките, дека многу повеќе милувам да седнам и да поразговарам со пациентите, отколку што ми е драго да им аплицирам некоја мускулна инекција, инфузија и така натаму. Не дека не го правев тоа, меѓутоа некако психата многу повеќе ме привлекуваше. Така што
си го направи и праксата своето, меѓутоа и предметот кога го изучувавме, тоа е посебен предмет здравствена психологија кој се изучува и ден денес во средното медицинско училиште, да се пренасочив од телото кон душата, меѓутоа повторно е она најблагородната работа затоа што се занимава со човекот, а душата без телото не може ниту обратно. Апсолутно, да. Ќе дискутираме на тема колку всушност лекувајќи душата си го лекуваме и телото, како преку мозокот можеме да си ги насочиме животните процеси. Но повторно некако на самиот ми остави намногу впечаток во одговарањето на ова прашање моментот мајката и по незините стапки средното медицинско, значи пак на некој начин да не се случило тоа, немала ни да се појави љубовта кон психологијата. Поентата ми е колку во суштина семејството ги дефинира нашите идни развојни правци. Ги дефинира поприлично многу, затоа што семејството е она што значи темел на секој едно дете, на секоја една млада личност. Фројд незалудно рекол дека првите 7 години од животот на секое дете се клучните. Детето е татко на човекот. Се она што го стекнуваме во домот, во семејството, со нашите родители, направило да бидеме она што сме денес како возрастни личности. Јас од тој аспект многу големо внимание обрнувам, да речеме, во работата со родителите, на родителските воспитни стилови, на начинот на кој се грижат за своите деца. Видете, неспорен е фактот дека секој родител го посакува најдоброто за своето дете. И тука апсолутно нема простор за дискусија. Меѓутоа, родителството е нешто кое што нема можност за некоја голема поправка. Знаете во која смисла? Кардинални грешки не се дозволени. Многу е важно да на детето му се укаже што треба да прави, но и да му се даде објаснување зошто тоа треба да го прави на еден авторитативен начин, со поставување на граници, но и со објаснување зошто тие граници е неопходно да се почитуваат. А тоа значи дека родителот не смее да си дозволи да биде ниту премногу попустлив, ниту премногу крут. Што би се реколо народски кажано, тоа е една златна средина во која со родителскиот воспитан стил всушност му укажуваме на детето како треба да функционира во иднина. При тоа тука би потенцирала, многу е важно двајцата родители да бидат конзистентни, да имаат соработка во однос на родителските воспитни стилови. Ако мама вели така не смееш, тато не смее да си дозволи да го дозволи тоа нешто или спротивно, независно нели од тоа кој родител го прави едното или другото, би потенцирала. И кога факт е дека за жал во денешно време се почести се разделбите, разводите, имаме дечиња кои што остануваат со мајката, со таткото и така натаму, зависно од тоа кој е старател. Меѓутоа, родителот ќе остане секогаш родител на тоа дете, без оглед што емотивната врска или брачната заедница помеѓу двајцата партнери завршила. И откако ќе престане бракот и ќе се би кажала сруши она основна јадрена единка на денешното општество, односно семејството, неопходно е родителите и во иднина да соработуваат и да имаат добри родителски воспитни стилови и начини на кои би го насочувале своето дете. Што значи, без оглед дали станува збор за брачна заедница или станува збор за вториот случај, кој што го споменав, неопходно е да имаме една добра соработка и еден добар пример. Знаете зошто? Децата многу повеќе учат од тоа што го гледаат од нивните родители, отколку од тоа што им го зборуваат. Тие се како едни сунгирчиња кои впиваат буквално се што ќе видат. Најголемите грешки кои би потенцирала на несвесен начин ги прават родителите, го учат детето како не треба, а во пракса го прават тоа. Ако родителот го учи детето дека треба да го поздрави соседот кога ќе го сретне на влезот од зградата, а родителот не го направи тоа, по автоматизам со пример му покажува како не треба. Заради тоа е многу важно да се обрне внимание дури и на оние моменти кога мислиме дека децата не слушаат што зборуваме. Затоа што не пише на правило и тоа во пракса навистина многу често се покажува да децата обрнуваат внимание највеќе тогаш кога мислиме дека не слушаат, дека не гледаат и слично. Преку својот пример, преку својот модел на однесување, ние им го трасираме на некој начин патот. Така што би се согласила и би сумирала дека семејството е нешто каде се поставуваат местото, каде се поставуваат темелите на еден здрав човек, зрел човек во иднина, односно на детето,
во однос на поставеното прашање, кои што во иднина не дека не може да се променат. Меѓутоа ќе треба навистина многу работа, затоа што тоа се сепак темели на кои подоцна се надоградува се она што значи подоцнежно влијание на врсници, на средина, на институции и така натаму. Има многу подтеми во рамките на ова се што го зборуваш и е многу суштинско. Имаме цел еден блок прашања кои ќе го посветиме малку подетално на истава тема. Сакам уште малце да се задржам на твојот личен профил како психолог. Имено, можеш ли да кажеш, гледајќи зад себе, колку личните рани всушност тебе те направија уште подобар кариерист во професијата во која што си? Колку личната болка може да го натера човека да биде уште посовршена верзија од тоа кое што е во дадената ситуација? Значи, прашањето е колку личните рани те направија подобар психолог? Тука доаѓаме до еден момент кој што е поприлично една би кажала нешто што пошироката популација го мисли за нас психолозите, дека ние многу лесно и многу едноставно се соочуваме со сите проблеми и потешкоти со кои ни наидуваат во животот. И ние психолозите сме живи луѓе, и ние психолозите имаме емоции. И знаете како, јас секогаш знам да кажам, најтешко е за себе. Многу полесно е за секој друг отколку за самите себе. Секако е дека и ние доживуваме и болки, и рани, и неуспеси, и падови, и достигнувања и така натаму, и секој од нас пред да биде професионалец е првенствено жив човек кој на своја кожа доживува одредени работи, од аспект на она што значи сопственото доживување на некоја рана и како тоа влијае на професионализмот или на подобрување на она што значи успех во работата или на зголемување на истиот, би рекла дека личното искуство кое што сме го доживеале како психолози ни помага можеби подобро да ја разбереме болката, подобро и полесно да се ставиме во чевлите на другиот, да знаеме да изслушаме без да осудиме, затоа што знаете како старите велат, она што си го доживеал на своја кожа, многу полесно ќе го разбереш. Од тој аспект да, личните рани помагаат за да бидеме подобри психолози, меѓутоа јас сепак би потенцирала дека работата и она што значи психологија во пракса е едно, а секое дополнително лично искуство може само да ни биде од помош или на некој начин да ни биде практично научена лекција која што може би во иднина ќе не пренасочи на некоја друга страна. Како би им одговорила на оние кои не ја разбираат баш психолошката професија или психологијата како професија, кои ќе речат ама немојте сега психотерапија и ќе фрлате ли пари сега кај психолози, на другарката и на мајката јави се. Зошто има такво недоразбирање меѓу луѓето? Дали е тоа само недоволна информираност или што знамете немаме можеби култура да се грижиме за нашата ментална енергија и воопшто? За жал се уште, иако сме 21 век, владе мислење дека е срамно да се оди на психолог и дека иако го посетиме истиот или психотерапевт, ако го посетиме истиот, не треба да кажеме затоа што ќе не етикетираат дека нешто не е во ред со нас. Јас секогаш знам да кажам, ако одите на матичен лекар, кога имате покачена телесна температура, кога ве боли главата, имате вирус или било какво друго заболување кое што се однесува на нашиот физички дел, односно на заболувањата во некоја физичка смисла, истото и кога не боли душата, затоа што и душата знае да боли. Тоа е исто што и телото, само во некоја друга форма. Од тој аспект да владее се уште така би рекла некој стереотип, меѓутоа ме радува што гледам дека се повеќе, посебно младите, се будат во однос на грижата за своето ментално здравје. Што е добра вест. Апсолутно. Факт е дека медиумите си го прават своето. Факт е дека она што ние психолозите посебно во последните години го добивме како тежина во смисол на многу поголема борба за грижата за нашето ментално здравје, бидејќи претходно постоеше, но не во толку развиена форма. Поаѓам од себе. Последните години
особено се ангажирам да допрам до секој млад човек, не само во училиштето во кое што работам, туку и многу пошироко преку медиуми, преку социјални мрежи и така натаму, бидејќи сметам дека треба да ги искористиме сите можни ресурси, посебно во однос на развојот на модерната технологија и она што социјалните мрежи, платформите ни го нудат, за да допреме до што е можно повеќе првенствено млади личности, а секако и нивни родители и секој еден кој е инволвиран во нашето општество, бидејќи повторно ќе потенцирам грижата за нашето тело, значи подеднакво што и грижата за нашата душа. Повторно ме инспирираше за едно подпрашање кое не ми е тука некаде запишано, ама ќе го поставам имено. Има една теза која е веројатно, односно сигурно е точна во дискусија тука и со психијатри во исто во студио, гости и така натаму, особено по оној немил настан на 2 март, кога мајката и ќерката се самоуби, односно мајката се самоуби заедно со својата ќерка, знае цела јавност за таа тажна вест. Практично имавме критика на адреса на медиумите, која верувам, повторно ќе кажам, не ги бранам медиумите. Критиката е дека информирањето фреквентно за ваквите настани практично поттикнува слични насилници да се случаат уште полоши и побројни вакви ситуации. Видовме дека има многу пријави, пак тоа е добрата страна после таа ситуација. Како и да е, каде на средина некаде треба да го најдеме еве ние како медиуми правиот начин на однесување и известување за да не стимулираме вакви несакани последици. Од друга страна пак ако не се кренеше на ниво на јавен интерес каков што и е таа немила случка, тогаш едно општо будење на крајот на денот кај жртвите немаше да имат да се охрабрат да пријавуваат. Тоа е мечот со две устрици, се охрабруваат и насилниците, но се охрабруваат и жртвите да бидат гласни. Која е златната средина? Во вакви ситуации би рекла дека златна средина не постои. Знаете од која причина? Јас лично мојот став е дека треба да се избегнува пласирање на вакви немили настани, особено во поглед на адолесцентите, младите личности, оние TikTok предизвици, се она што го прават, затоа што колку повеќе пласираме како медиуми, како споделување на линкови на социјални мрежи и така натаму, се активира одреден тригер кај младата личност, односно би рекла се појавуваат некои идеи кои можеби младиот човек ги немал предходно. Да, добрата страна на приказната е дека се охрабруваат жртвите на насилство, дали врсничко, дали семејно и така натаму, да пријавуваат. Тоа е добрата страна. Меѓутоа сметам дека е многу, може да се најде некое поинакво решение за да се охрабрат. Мислам дека е многу поголем негативниот ефект кој што го има пласирањето на ваквите содржини, затоа што сум убедена дека тоа е само едно активирање на некои идеи кои можеби никогаш не би се појавиле кај некоја личност, меѓутоа со самото тоа што ќе слушна дека некаде нешто такво се случило, и еве забележувате, во последно време како пониза се реде одредени негативни појави, првенствено во однос на меѓуврсничкото насилство. И тоа е само показател дека кај младите се активираат тие тригери за да можат да направат нешто. Сето тоа секако дека има позадина, верувам дека ќе зборуваме и за тоа, меѓутоа мислам дека треба да го избегнеме тој момент. Наместо тоа да најдеме некој модул, да преку вакви можеби јавни настапи слични апсолутно, да работиме на тоа како да бидеме подобри луѓе, како да почитуваме различности, како да добруваме, како да спроведеме некоја волонтерска акција, да го пренасочиме негативното во позитивно, затоа што еве да појдеме од себе. Кога ќе ги отвориме социјалните мрежи, навистина многу ретко сретнуваме некоја позитивна информација. Се повеќе се оние кои се од доменот на црна хроника, на негативни појави и така натаму. Ние сме преплавени со такви содржини. Јас секако дека разбирам потребата на медиумите да известат. Меѓутоа, сметам дека
конкретно на социјалните мрежи и особено на веб страните и оние до кои се многу поблиски младата популација. Бидејќи тие лесно се споделуваат на социјални мрежи, портали и слично. Така е, тие треба да обрнат внимание да го пренасочат тоа свое известување во однос на некој позитивна страна, позитивен ефект, за да работиме сите колективно на активирање на некои позитивни карактерни особини кај децата. Така е. Кога сме кај децата, зошто, иако се во денешно време многу поинформирани заради технолошкиот развој и достапноста на сите информации, нели светот е глобално село практично, зошто имаат поголем степен на анксиозност, несигурност, не само доверба? Тоа е всушност искра парадоксот на денешното време. Од една страна имаме многу голема достапност на информации, со еден клик секоја млада личност, секој жив човек може да дојде до многу брза информација, да заштеди време и така натаму, а од друга страна имаме несигурности затоа што целото тоа брзо темпо со кое живееме, брзата достапност, лесната достапност на информации ни овозможува една несигурност. Знаете, кога имаме многу голема достапност на информации од една страна, од друга страна кога немаме правилно насочување на работите, тоа на некој начин многу повеќе не парализира отколку во некоја општествена, социјална, па дури и ментална смисла, отколку што ни овозможува некој напредок, сила или моќ. Тука е многу клучна улогата на родителите или на институциите, конкретно основните и средните училишта, односно просветните работници. Зошто? Затоа што на децата им треба и на младите личности им треба една насока на кој начин да ги користат сите тие информации до кои доаѓаат, да им се укаже на вистинските вредности, да им се укаже дека едноставно се тоа до кое се доаѓа како податок, брзо и лесно, може да се искористи, меѓутоа на еден практичен и продуктивен начин, но тука е меч со две острици. Знаете од која причина? Се научивме генерално сите да многу лесно и брзо доаѓаме до нештото што го сакаме и тука ја изгубивме борбеноста. Или можеби мислиме дека доаѓаме лесно. Некој веројатно им успева, но како и да. До информации факт е дека за информации, до информации факт е дека доаѓаме брзо и лесно и тоа е добрата страна. Меѓутоа, каде е она што се вели треба да се помачам за да постигнам некоја цел? Тоа е негативната страна и тука сметам дека родителите особено треба да внимаваат. Зошто? Затоа што доколку има една балансирана и умерена употреба на сите тие дигитални платформи, на интернет технологијата, секако дека може да се најде некоја златна средина и податоците со кои располагаме и кои ги пребаруваме и ни требаат да ги искористиме на еден продуктивен начин, без да има за нас како личности некое негативно влијание. Родителите тука имаат клучната улога, бидејќи сметам дека употребата на мобилните телефони, на дигиталните платформи, и тоа како може да биде ограничена за да не дојдеме до она што значи екранизација како некоја современа болест на денешницата, особено кај дечињата уште од најмала возраст, затоа што свесни сме сите дека се повеќе сретнуваме дечиња на 3-4 години во рано детство кои што го поминуваат своето време со мобилните телефони, кои се изложени на преголема стимулација, на некој шаринело на бои, кои ги учат странските јазици многу побрзо и порано отколку мајчиниот јазик. Јас, например, како психолог сум многу голем противник на тоа да едно дете го научи англискиот или било кој друг јазик пред мајчиниот, затоа што тука доаѓа до мешање на работите. Од тој аспект задолжително треба да се обрне внимание на сите содржини кои се истражуваат, гледаат, користат од страна и на децата и подоцна на адолесцентите. Така е. Стигнуваме до адолесцентите, тоа е таа возрастна група со која работиш секојдневно во гимназијата Јосип Броз Тито. Колку е доцна кога веќе штетата е направена преку сите овие процеси за кои зборуваше до пред малку, да се оправа допрва, да ги учиме допрва, односно да работиш со нив и целиот тим во конкретнава гимназија, да работиш со децата да се вратат вистинските или да ги научат допрва вистинските вредности на возраст меѓу 15 и 18. Доцна не е никогаш, затоа што сметам дека ние како воспитно тие се веќе профилирани на TikTok, на Instagram, за нив е тоа. Да, факт е дека сите личат еден на друг на некој начин, момчињата, девојчињата ги впиваат тие на стилови, зборуваме за надворешен изглед во најмала рака, потоа се друго.
Ајде ќе почнеме од ова што го кажа последно, надворешниот изглед. Се губи автентичноста на нивниот изглед. Се губи единственоста на нивниот изглед. Се повеќе наликуваат едни на други затоа што се водат по некои стандарди кои се поставени на тие социјални мрежи со употреба на филтри и така натаму. Тоа е нешто на кое ние посебно ние како психолози работиме во однос на вистинските вредности, но секако и секој друг вработен во конкретно мојата гимназија и во секое друго средно училиште. Да, споменавте дека на возраст од 15 до 18 години се веќе делумно формирани како личности, меѓутоа не би рекла дека е доцна. Зошто? Затоа што ние како воспитно образовна институција, секогаш тоа го велам, да, ние сме образовна институција, да, треба да се учи, треба да се совладаат лекциите, така натаму. Меѓутоа, никогаш не треба да ја заборавиме и воспитната компонента. Ние на некој начин сме продолжена рака на родителите. Она што родителите го стекнале кај едно детенце во домот и во семејството, ние подоцна само го продолжуваме, затоа што и тоа како имаме надвор од училниците одредени проекти, семинари со кои му возможуваме на децата запознавање на некои општествени, вредносни, морални работилници, да ги поучиме едноставно дека секој излегување од училницата е нешто што за нив е само дополнително искуство и нешто кое што може да ги научи на некои дополнителни вредности или да ги промени истите доколку забележиме дека нешто не е во ред или не е како што треба. Преголемо е влијанието на тие социјални мрежи, преголемо е влијанието на дигиталните уреди кои што ги користат. Ние, например, како институција, уште во 2018 година, ми се чини први на територија на град Скопје, применивме нешто кое што посебно сум горда како вработена во гимназијата. Тоа е одземање, односно некористење на мобилните телефони за време на наставата. Имавме една своевремено истата таа година соработка со една гимназија во Белград. Бевме на еден семинар и таму ја видовме таа идеја. Ја дадовме како предлог на совет на родители, секако дека помина и навистина беа многу позитивни реакциите и очекувањата. Добро, значи вроди плод во секој случај. И до ден денес функционира. Често знаат да не прашаат како тоа децата не ви реагираат, зошто телефоните не се во нив додека тече наставата. Затоа што од првиот момент се кажува дека на 1 септември, прва година, особено кога ќе ни дојдат новите ученици, во секоја училница имаме поставено џепчиња, детето пред ученикот, пред почетокот на часот си го става мобилниот телефон во бројчето кое што е евидентирано на самите џепчиња за да знае точно каде да си го најде. На тој начин се обидуваме барем за време на наставата да им овозможиме да комуницираат едни со други. Знаете, тоа се сепак адолесценти се, меѓутоа тоа се сепак деца на кои им треба насока. На тој начин се обидуваме да ги научиме на она што значи вистинска вредност во животот. Затоа што многу е лесно да го земат мобилниот телефон и да напишат порака. Искра проблемот на денешницата е што се повеќе младите ја губат самодовербата. Многу се силни за екраните, многу се силни за тастатурите, а се повеќе имаат проблем некого да погледнат во очи. Јас често знам да им кажам на моите ученици: не е исто срцето или прегратката која ќе ја пратите како емотикона во разговор со некој пријател или другарка, како кога ќе го гушнете. Силината на прегратката, покажувањето на љубов, на емоција, тоа е нешто што е човечки и тоа е нешто што нас не движи. Тоа е нешто што нас ни треба како живи суштества. Тоа се некои вредности на кои особено обрнуваме внимание и слободно можам да кажам дека навистина сум горда колку младите личности се посвесни за она што значи грижа за својата душа, за своето ментално здравје и за својот квалитетен живот. Факт е дека ги употребуваат социјалните мрежи, факт е дека таму се пропагираат доста често некои поинакви вредности, меѓутоа сметам дека и тоа како воспитно образовни институции имаме влијание, затоа што тие деца кога ќе излезат од училиштата, покрај дипломата, покрај знаењето, излегуваат како моделирани суштества, веќе оформени, така е, зрели личности. Затоа е голема, така е. Така е.
И мислам дека имаме навистина голем удел. И тоа во пракса се покажува. Јас и ден денес знам да сретнам ученици од некои претходни генерации кои ќе ме потсетат: професорке, кога ќе не кажавте на времето нешто во некои изминати години додека биле ученици, тоа ни делуваше толку како некоја фраза како што ни кажуваат по дома родителите. Ама запаметиле. Апсолутно, им останала во меморијата и велат од овој аспект сваќаме колку навистина сте биле во право. Зрелоста тоа си го прави, мудроста на животот, искуствата кои ги поминуваме. Но останува некаде спакувана како запаметена реченица и потоа во даден момент практично се докажува и од тука е важно вниманието, но што да заклучиме еве после се во ова дека кај адолесцентите, кај средношколците е поважна дисциплина наметнување, на некој начин можеби наметнување погрешен глагол, или внимание и љубов. Или па е комбинација, ева како? Не можеме да ги одделиме трите работи. Психолошки кажано, најдобро е идеално да има комбинација на сите три. Знаете од која причина? Што значи дисциплината? Дисциплината значи да се научат младите личности, првенствено од домот и од семејството, а дека треба да постои одредена граница, како што на почетокот на разговорот споменавме за родителските воспитни стилови. Граница е неопходна на децата да им се постави уште од најмала возраст. Како што дома се учат на одредени интерни во домот правила на однесување. Тоа дете кога ќе дојде во основно училиште, во средно училиште, научено е веќе да почитува одредени правила и принципи на однесување. Научено е да го почитува куќниот ред во нашето училиште. И нема да има проблем со авторитети, нема да има проблем да почитува нешто што значи воспоставен начин на функционирање. Многу често се прави разлика, односно се прави една голема грешка, дисциплината се поистоветува со казна или со строгост. Не, дисциплината само значи дека треба детето да научи дека неговото однесување е подложно на санкции тогаш кога ќе погреши и дека едноставно постојат правила кои треба да се почитуваат. Ја споменавте љубовта. Љубовта е исклучително важна. Зошто? Затоа што љубовта му дава на детето едно чувство да се почувствува дека е вреднувано, да почувствува емотивна топлина. Меѓутоа, љубовта, знаете во која смисла треба да биде присутна? Не само да му кажеме на детето дека го сакаме, да го прегрнеме, да му дадеме поддршка и тогаш кога ќе употребам израз не е лесно да се сака и тогаш кога греши, да му кажеме дека сосема е нормално да се направи некоја грешка, но тоа не значи дека е лош човек. Многу е важно да извлече некоја поука од направената грешка. И на крајот вниманието. Можеби најспецифичната работа, затоа што вниманието е она што во денешно време и највеќе им недостасува на младите личности. Имаат физички динамиката на живење на родителите. Брзото темпо на живот, борбата за подобро утре, борбата за некоја поголема финансиска стабилност и така натаму, си го направи своето. Да имаме физички присутни родители, меѓутоа емотивно би рекла, можеби прегруб збор, но ќе го употребам, емотивно недостапни родители. Вниманието значи детето да се вреднува како личност. Кога ќе дојде од училиште, да го прашаме не само која оцена ја доби, туку да го прашаме како се почувствува во даден момент кога доби некоја послаба оцена или кога ја доби највисоката, односно петката. Како си го помина денот, какви искуства сподели со соучениците, дали се виде со класниот раководител, дали помина време на големиот одмор со некои другарчиња и така натаму. Знаете, се почесто се обрнува внимание на она што значи оцена, на она што значи сведетелство, и тоа мене лично многу ме смета. Да, на децата им е неопходно знаење, но знаење кое што ќе им остане, не знаење за оцена. Залудни се петките ако потоа затворат книгата и не им остане апсолутно ништо. Затоа што се тоа во иднина може да го користат и да го применуваат во текот на животот. Тоа се некои аспекти на кои треба да се обрне внимание и би рекла дека идеално е да имаме комбинација од сите три сегменти, и дисциплина, и внимание, и љубов, затоа што само во тоа, само кога сте тие присутни, детето ќе се почувствува дека е навистина вреднувано. Најчесто децата имаат проблем со она што значи вреднување на нивната личност, па дури од најмала возраст. Сакаат да бидат третирани како личности, сакаат да видат почит дури од 5-та, 6-та, 7-та година. Тоа им значи едноставно. Тука сега има една контрадикторност генерацијска, ако може би ова е правиот опис.
многу од нашата генерација кои не гледаат вечерва ќе речат па нашите не беа секогаш родители емотивно достапни, па ние и ќотак сме јаделе, нели? И тоа е една форма на паралела правење споредување. За разлика од сега кога моделот на така наречен gentle parenting или нежно родителство, мислам дека несоодветно се сваќа и се применува кај нас, како тогаш еве како да расчистиме таа дилема. Нашите родители кои живеа во едно друго време и ние со нив како нивни деца и многу не галкале или не сме добивале Бог знае какво внимание во смисла на сето ова што сега вечерва го зборуваш, па пак сме здрави генерации кои остваруваат, кои не се многу фрустрирани ако правиме споредба со денешниве генерации или пак имаме повисок степен на или прак на толеранција на фрустрација, како и да е. Каде е тука пак средината? Еве ние на пример уште една споредба чисто за појасна насока во тоа како размислуваш. Не сме се откажували и не се откажуваме ни сега. Генерацијски зборуваме, еве некои 80-ти родени, тука некаде 80 и некоја година сме двете отприлика. Паѓаш стануваш овие актуелни генерации сегашни, многу побрзо се откажуваат, бараат нов предизвик, не остануваат истрајни, не се врзуваат длабоко за тоа што ги прави можеби среќни, па да инсистираат тука да се развиваат, не да кренат раце. Ми го разбираш прашањето. Така. Во однос на она што го спомена, сме знаеле да добиеме и ќотек и така натаму. Тој принцип на награда и казна е нешто што треба да се применува и од денешен аспект во поглед на родителството. Не се употреба можеби на физичка сила, меѓутоа да се знае дека детето доколку направи некоја грешка, треба и очекувано е да биде казнато, затоа што на тој начин се буди чувството на одговорност кај него. И дека ако направи нормално нешто добро, може да си дозволи родителот да го награди. Разликата по мене и по моите анализи е дека премногу се разликува времето во кое расневме ние, тие некои 80-те генерации и младиве деца кои раснат сега. Затоа што како поминуваат годините, се повеќе родителите го поминуваат своето време надвор од домовите. Таа борба за некоја поголема финансиска стабилност. Во минатото не беше така, искра верувам дека ќе се согласиш. Нашите родители има некое фиксно работно време и секогаш се наоѓаше време за да седнеме на ручек. Јас се сеќавам, не можеше да помине ден да не се собереме сите на заеднички семеен ручек и првото прашање татко ми кој ќе ми го поставеше беше како помина денес на училиште. Што се случи? Па дури и подоцна откако се вработив, се дискутираше како сме го поминале денот. Тоа беа некои заеднички моменти кои ни значеа како семејство и кои сметам дека се многу важни да секој едно здраво семејство ги применува и од денешен аспект. Е сега која е разликата? Во денешно време со оглед на таа преголема достапност, ние имаме премногу избор. Затоа и некако, како возрастни зборувам, како родители, затоа и се создаваат генерации на кои никогаш не им е доволно. Премногу сакаат, премногу барат и затоа се во постојана трка. Ако денес сакам да постигнам нешто, утре само амбицијата ми се зголемува. Тоа е сосема во ред, но не и да трпи семејството, не и да трпи детето, затоа што на детето не му треба финансиски поткован родител, на детето му треба емотивно достапен родител, на детето му треба вниманието кое што родителот ќе му го обезбеди, разговорот. Ние многу повеќе знаевме, јас своето детство до 14-тата година од животот го поминав во парк, со ластик, со другарките. Денес децата, родителите додека се на работа го поминуваат своето време зад компјутерот, односно играјки компјутерски игри. И кога ќе ги прашаме ви и нашите ученици, зошто тоа го правите, зошто зарем не ви е полесно да излезете еве во парк на клупа и да се поразговарате? Па да, ми велат, ама ние мрежно играме, повторно сме тука многу. Ке се навратам и на оно што пред малку го кажав. Не е исти директниот контакт лице в лице со оно што значи мрежна комуникација и интернет технологија. Така што разликата е единствено во однос на брзината. Порано и многу посмирено живеевме. Многу помал беше стресот, иако не станува збор за полесен живот, туку напротив, тоа беше и транзиција по тоа и така натаму. Не е голема разликата во години. Јас со своите 37 години веќе
15 години работам во училиштето во кое работам. Анализирајќи генерациите како ни доаѓаат, секоја следна генерација Добро. е се понапредна во некоја смисла на поголема достапност на она што значи поедноставен живот, полесен живот. Па сега се учиме дека на училиште треба да се дојде со тетрадка. Каков И тоа парадокс. потекнува од дома. Затоа што во мое време не ни помислував да излезам од дома без книги, без ранец, без, бидејќи завршив средно медицинско училиште, без соодветна униформа, мантил и така натаму. Тоа се деца. Нивно е да се обидат, а наше, затоа ќе се тука ќе го потенцирам. Така е, сепак се уште деца. Тие само мислат дека се многу пораснати и возрастни, меѓутоа се деца на кои што им треба насока и затоа и пред малку реков. Ние сме продолжена рака на родителите. И апсолутно тука сме клучни во покажување на таа некоја насока и патека која што треба да ја издодат или применуваат и навистина немаме проблем, тие го прифаќаат тоа, но пак ќе кажам, нивно е да пробаат, дали ќе им помине. Кристина, што треба да направиме како родители во едно вакво современо живење во кое децата имаат тенденција, особено адолесцентите, да бидат само видени, а не и да бидат познати. Се обидувам да ја направам разликата. Познати би значило да се трудат, да се стремат, да остават нешто, да се активираат во секции, да создаваат, да пишуваат, па нека се текстови, нека е поезија, нека пеат, како и да е. Важно е само да се некако видени, забележани, а не и да почнат да размислуваат, да остават нешто. Што треба да направиме како родители на системско ниво, институционално? Гледам дека се дискутира на темата законско ограничување на употребата на социјалните мрежи, можеби тоа нема да се воведе, можеби ќе се воведе, во некои европски земји веќе функционира, меѓутоа факт е дека ние како да ја губиме битката со технолошкиот развој во родителска смисла, меѓутоа нешто мора да можеме да направиме. На крајот на денот не сме да преовлада технологијава со родителството. Факт е дека тоа е една голема борба, технологијата си го зема замавот. Знаете, младите личности, водејќи се по се тоа што се пласира тие социјални мрежи, добиваат, многу убаво кажавте, добиваат желба да бидат видени, но не и да остават трак, односно да бидат вреднувани. Која е пораката што им ја праќаат или овозможуваат социјалните мрежи? Дека потребна е активност, дека потребна е активност во смисол на користење на социјалните мрежи, дека потребно е да имаат некоја примамлива содржина каде што ќе соберат одреден број на лајкови, споделувања и така натаму, но не и да остават некој трак во смисол некое свое дело, некоја своја награда и така натаму. Наше како возрастни и како примери на однесување и модели на однесување е да им кажеме преку своето однесување и преку своите начини на функционирање дека да, во рете, немаме потреба да ги забрануваме социјалните мрежи. Добре. Само е потребно да ги пренасочиме, односно нивната употреба да биде во една конструктивна насока. Во ред, нека споделат и фотографија каде биле, кое место го посетиле, и тоа е дел од она што нас не гради како личности, се тоа спомени, се тоа информации за познавање со туѓи култури и така натаму, но многу е поважно да остават личен трак со нешто, да останат запаметени едноставно во нивното обкружување и во општеството во кое функционираат, па на крајот на криштата и во таа возрастна група со која се дружат. Дефинитивно многу ми се допаѓа она што доволно е за почеток што се начна темата, дека се постои некоја можност да се ограничи употребата на социјалните мрежи во однос на возрастната граница. И јас искрено се надевам и верувам дека тоа можеби некогаш ќе се случи, затоа што факт е дека можеби тоа ќе ги врати децата онаму каде што има место, на спортските терени, на игралиштата, за да првенствено си овозможат еден физички развој на телото и секако да не поминуваат премногу време пред тие социјални мрежи. Така да дефинитивно со една општествена одговорност, а ние како возрастни со нашиот личен пример. Да, семејството прети се. Така. Кога сме кај оваа база, што се крие за тој ужасен порив на оние неколкумина млади девојчиња, малолетни кои малтретира друго девојче, како една концепција која
се почесто се случува и е лош пример. Што се крие зад таквиот порив да го натераш соученикот, соученичката да ги прави сите оние работи, па сето тоа доди вирално на социјалните мрежи и они потоа да се среќни што ета така ја злоставиле и ја малтретирале и така натаму. За жал, во таквите случаи на меѓуврсничко насилство најчесто станува збор на една широка лепеза на причини. Дали е тоа докажување на моќ, дали е тоа премногу наталожен бес и гнев кај младата личност, дали е тоа недостаток на емпатија, дали мислат дека ќе им помине и нема да биде забележано во некоја одговорна и општествена смисла. Како и да е, таквите однесувања секогаш се сигнал кој што младиот човек кој што врши насилство, би рекла агресорот, го праќа како порака дека нешто со него не е во ред. Секогаш таквите однесувања искра имаат одредена позадина. И покрај со жртвите, во случаи на меѓуврсничко насилство, секогаш е неопходно да се работи и со агресорот. Така. Затоа што ниту едно детето не се раѓа како насилник, ниту едно дете не се родело како насилник. Насилството се Или како лош човек, така? Дефинитивно. Насилството се стекнува како една карактерна особина во текот на животот. Тука дополнително со оглед на тоа што станува збор за едно групно насилство, младите личности, децата во случајот, мислат дека ќе избегнат лична одговорност, затоа што сметаат дека во група ќе поминат многу полесно и ќе употребат туѓа болка или туѓо непријатно доживување како пласман на социјалните мрежи. Тоа на некој начин ги импонира. Тоа е показател колку ние како општество дефинитивно имаме проблем со она што значи вистинска вредност кај децата, кај младите личности. Недостатокот на емпатија највеќе си го прави своето. Затоа што јас често кога разговарам со младите личности, дискутираме на тема емпатија и многу ми е важно да и многу сум среќна кога ќе слушнам дека првенствено го знаат значењето на зборот не само како дефиниција, туку и во практична смисла, да не осудуваат, да почитуваат различности, да не ја докажуваат својата моќ преку нешто што значи нанесување болка, не само во физичка, во психолошка смисла. Дури и психолошката може би и многу повеќе, може би ова пристрасно со оглед на работата која работам, меѓутоа согласна сум апсолутно дека зборовите исто така болат, искра. Така. Не боли само оно што значи физички удар. Да научат децата дека едноставно чевлите на другиот додека не ги облечеме, не можеме да знаеме како тој се чувствува. Многу е лесно во денешно време да го впериме прстот и некого да осудиме, да извршиме насилство. Многу е лесно, нели, фигуративно кажано. Меѓутоа, она другата страна, соочувањето така е. Она другата страна, наместо тоа да го направам, дај да бидам добар човек. Кога ќе видам некоја група дека врши насилство, дај да бидам јас тој кој ќе пријави, па макар и анонимно. Тоа е тоа на кое ги учам и постојано зборувам и во институцијата во која работам со нашите ученици. Баш последните недели одржував некои работилници за меѓуврсничко насилство. И за емпатија, нешто што е вечно клучно и важно и не треба да престане без разлика дали ни се случуваат или не вакви работи. Апсолутно. И постојано, навистина постојано работиме на тоа, затоа што доколку научиме што во пракса значи емпатијата, јас сум убедена дека меѓуврсничкото насилство не само што ќе биде намалено, воопшто нема да биде присутно. Да знаат младите личности дека секое, па макар и немо наблюдување на некоја агресија е соучесништво. Не помагаш ако гледаш на жртвата, ако гледаш и не пријавуваш. Можеш да помогнеш само ако пријавиш на некоја повисока инстанца која што ќе помогне во дадениот случај. Знаете, кај младите се јавува страф. Ќе кажам, што ако ме дознае агресорот, како тоа по мене ќе се рефлектира, дали ќе имам некои последици, дали после тоа на мене ќе ми се одрази, ќе ми се заканува, на мене ќе го пренасочи своето агресивно однесување и така натаму. Јас и на учениците им велам, ние имаме воспоставено еден принцип
И многу поздравувам што посебно Министерството за образование и наука, секако и градот Скопје, како надлежна институција за средните училишта, многу се ангажирани во однос на грижата на менталното здравје и превенција на меѓуврсничкото насилство. Ние постојано работиме, применуваме правилници, делуваме во пракса, имаме анонимни кутии во кои учениците можат на анонимен начин да го пријават насилството. Мене не ми е важно пријавите од како е анонимно или од како или па можеби нема. Фала Богу да нема. Се намалија. Знаете зошто? Затоа што многу повеќе работиме на превенција. Изолирани случаи факт е дека постојат со оглед на хормоналниот статус, пубертетот, крај на пубертет, почеток на адолесценција. Многу е нормално млади личности да се задеваат, да употребат некој на тие години веламе многу нормално да употребат некој несоодветен збор, меѓутоа тука да заврши целата приказна, да седнеме, да поразговараме дека тоа не е во ред и тие се многу свесни дека не е во ред и на крај кога ќе дојдат на разговор ќе речат: "Ама ние само се шегувавме." Наше е да им кажеме дека некогаш и шегата знае да здоболи и дека и шегата не е во ред, бидејќи и на таа шега имаме сведоци, па каква порака испраќаме кон нив. Поентата ми е дека нас како стручни соработници најважно ни е да знаеме што се случува. Не ми е важно кој ми го пријавил настанот. Многу ми е важно и оние неми наблюдувачи од страна кога ќе видат дека нешто се подготвува. Дека некое нешто се подготвува во смисол дека некое дете е во конфликт со некое друго дете и така натаму, да ми реагираат и да ми пријават веднаш, за да можам да го спречам тоа и да укажам, односно да бидам на некој начин коректор на нивното однесување. Така што се работи на превенција на насилството, се работи и ќе потенцирам дека тука родителите ни се многу важна алка во целиот тој сенџер. Тој триаголник. Треба ли со нив да се работи вака институционално вие како служби во конкретното училиште или сите други училишта, преку советите или не знам како можеби почесто да се прават работилници со родителиве? Во смисла на тоа колку совршениот еготрип родителски ќе се сервира да служи на вакви работилници, на вакви практични од вас иницирани начини како да и ние се едуцираме како родители. Нас не треба. Сум била член на совет на родители во основното училиште на ќерка ми и сум сведочела на разноразни нереални, необјективни ставови кај родителите, нешто каде што стварно има материјал за работа и корекција. Многу повеќе отколку кај нивните деца, би рекла. Така. Тука доаѓаме до една констатација дека детето е сепак, колку и да е единка сама по себе, детето е сепак огледало на родителот. Имаме соработка, одржуваме работилници, советување на родители. Тука имаме некој континуитет и можеби, затоа што толку многу гласно говориме, јас сум можеби една од најголемите гласноговорници во последните години за меѓуврсничко насилство и сметам дека тоа многу допира до младите, но и до нивните родители. Но кога сме веќе во контекст на ова советување на родители, работа со родители и така натаму, јас би се навратила многу поназад во во развојниот период на децата. Сметам дека и тоа во некои општини во градов Скопје го имаше. Треба да се одржуваат работилници со родителите во раното детство, во градинките. Тука, ако од најрана возраст се почне да нешто се превенира, да се пренасочат родителите, односно да се обучат како правилно да постапуваат во одредени ситуации со своите деца, сигурна сум дека долгорочно гледано ќе имаме многу помалку проблеми, потешкоти во однос на не само насилството, и на многу други вредности кои децата ги прикажуваат како свој начин или модел на однесување во пракса, затоа што децата се нашата најголема инвестиција. Децата со кои ние во моментов работиме во моето средно училиште, децата кои во моментов се во рано детство во некоја градинка, се оние кои што во иднина ќе ги лекуваат нашите деца,
ќе бидат доктори, адвокати во функционери, без општеството. разлика, да. Така е, ќе носат закони, ќе го одредуваат начинот на кој нашето општество ќе функционира и затоа сметам дека ја работиме најблагородната, но истовремено и најтешката работа. Ми текна на една ситуација, една дискусија со представник од една европска држава, да не навлегувам во детали, на тема еден ваков пример, неформална дискусија и како сега јас тука реплицирам, родителите се најважни, така натаму и влетува со искуство од неговата земја, па вели во најрана возраст, прво, второ, до четврто оделение, организираме еднаш месечно, се организира во секој училиште и тоа е must have на некој начин, една цела недела во чивлите на другиот. Например, дечињата одат кај старо изнемоштено лице и му пазарат целата недела, за потоа на крајот на неделата пишуваат извештај како тие се чувствуваат, колку помогнале, што направиле. Понатаму одат кај дете без родители, па го дружат, па цела недела заедно, па пишуваат домашна. И значи не трошат време, сега да не се сватам погрешно, на учење и самопредавање лекции, совладување на материјал, туку еднаш месечно обавезно во тие 4 недели се практично се учи емпатија на различен начин од прво до четврто оделение. И родителите се исклучени од процесот, потоа добиваат писмо, се известени како тоа изгледа. Зошто е тешко тоа во нашиот образовен систем да се спроведе? Не знам, или можеби постоела иницијатива, а никогаш не се направила. Ми се вида многу практичен и многу лесен начин учење емпатија. Видете, не постои како нешто што задолжително треба да се спроведе, она учење на емпатија, меѓутоа факт е дека и во основните училишта се применува, се повеќе се обрнува. Јас ќе појдам од мојата керкичка која што е во основно училиште и е веќе второ оделение, гледам дека и таму од најмала возраст во нејзиното основно се работи на она што значи како да се ставам во кожата на другиот, како да ги облечам чевлите на другиот. Можеби не во таа смисла цела една недела да се обрне внимание на тоа, меѓутоа на тие оделенски часови и тоа како се разговара. И тука сметам дека е решението на долгорочно сите наши проблеми. Но повторно би потенцирала многу порано. Знаете од кој многу ме радува што гледам дека се повеќе има организации кои што овозможуваат на трудниците, на бремените жени обуки и во однос на она што значи не само психолошка подготовка за процесот на раѓање, туку и за добро родителство. Тука се содржат некои основни компоненти, бидејќи од најмала возраст, уште од 15-16 месеци тоа дете чувствува доколку мајката е нервозна. Детето го чувствува тоа. Иако е на најмала возраст и се уште не е свесно и така натаму, меѓутоа основното училиште е добро време кога е во ред да се почне, но јас би рекла многу претходно треба тоа да се применува. Само за да ја заокружиме тема, па потоа пак ќе се вратиме на оние подлабоки филозофско-психолошки теми околу телото и душата. Кога детето заглавува условно кажано, тоа го посведочивме како јавност и со случајот со малолетничките во Ѓорче Петров, институционален напад одведнаш, каде гледа наставниците, па нели видоа, шо видоа и така натаму. Прашањето ми е кој е повиновен кога вака детето заглавува, без разлика дали е жртва и за агресоров е во суштина прашањево. Семејството или институциите? Системот? Не може да биде системот виновен во случај кога имаме единка или одредена група која сочинуваат повеќе единки. Затоа што тоа дете доаѓа од одредено семејство. Системот не ги воспитува децата. Системот само се надоврзува на она што ние како родители и како семејства им го возможуваме на нашите деца. Системот ни функционира. Ако е така, се спроведуваат, да речеме, рации по градов, и за тоа сме сите свесни, кога се приведуваат малолетници кои излегуваат на несоодветни места. Тие деца некој ги пуштил. Така што секогаш би рекла дека проблемот, може би грубо ќе звучи, меѓутоа проблемот дефинитивно сршта некаде ја има во домот и во семејството. Секој сака да биде добар родител. Меѓутоа, ако му овозможам се што посакува на моето дете,
тоа нема да ме направи најсовршен родител на свет. Најсовршен родител на свет ќе ме направи тогаш кога на детето ќе му поставам граница, ќе му кажам до колку време треба да се врати дома, до колку часот, и ќе му објаснам на кој начин треба да се однесува откако ќе ја затвори вратата на домот од надворешната страна. Така како што е дома. Ако дома не седнеме за време на ручек да си ги шкртаме масите, трпезариски на кои ручаме, тоа нема да го правиме ни на училиште. Тоа нема да го направиме и во Макдоналдс кога ќе одиме да ручаме. Ако дома не употребам физичка сила или погреден збор на братчето, на сестричката, на мама, на тато, тоа нема да го правам и надвор од домот. Така што дефинитивно би рекла дека се е во домот. Тука институционално во некоја друга смисла има одговорност. Меѓутоа родителите се оние кои се директно одговорни првенствено за малолетниците, а потоа и понатаму. Одиме во една трета, да речеме, или четврта, како и да, ќе пробам да ги забрзам некако темиве, за да не ни отиде времето прибргу, односно целото време да не го потрошиме. На тема душата, умот, здравието и така натаму, тоа се теми кои сметам дека се многу значајни, на кои не учеа како генерација своевремено на училиште, а тие се насоките кои животот може да ти го променат и никогаш не е доцна да се освести човек. Прашањето ми е, што е секогаш, постои ли генерална проценка, што е посилно, траумата или борбата, односно начинот на нејзиното лекување? Човечка траума низ животот, што е посилно како такво? Дали траумата, која може да значи оштетување, или пак победата на истата, која потоа значи промена, ново воздигнување? Во моментите кога се соочуваме со траума, организмот ни се бори. Ние се наоѓаме во одредена ситуација кога ни се лачи повеќе адреналин, телото ни се наоѓа во некоја состојба на шок и тогаш, народски кажано, ние добиваме некоја чудесна сила како да излеземе на крај со сета она, бидејќи траумите се најчесто негативни и како да најдеме сили да излеземе на крај со се она што ни се случило, да не речам да го преживееме истото. Многу поважна е, да, траумата ќе помине, меѓутоа многу поважни се начините како ние функционираме после тоа. Од таа причина и постои она што се нарекува посттрауматско стресно нарушување. Затоа што во моментите откако ќе заврши таа траума, ние потоа ни се активираат сите мозочни и психолошки процеси. Што можеше да биде? Дали можеше да биде поинаку? Дали можев да постапам поинаку? Дали можев нешто да променам? Како би било во некои други временски, во некои други просторни услови и слично. Од тој аспект мислам дека начинот на кој ја преживуваме траумата е многу повлијателен во однос на градењето на нашата личност, затоа што ние како личности се градиме врз основа на секое наше искуство кое што сме го поминале во текот на животот. Траумите, нивната обработка, нивното повторно преживување, анализата на истите, се она што не гради нас како личности, она од кое што ние извлекуваме поука, како во иднина да постапиме или во најмала рака се учиме да живееме со одредена последица или болка. Ние, знаете, често знаат да кажат времето ја лечи раната. Не, ние само се прилагодуваме на промената. Ние само учиме како да живееме со таа болка или со таа рана, или ја учиме нашата психа и нашиот ум како да пливаме во таа некоја нова вода во која сме се нашли. А човек на промена е дефинитивно најтешко да се прилагоди. За се треба време, но дефинитивно начинот на кој се соочуваме со траумата е нешто што е многу важно во овој процес. А во овој континуитет што повеќе може да го уништи човекот? Живењето во минатото, нели некакви спомени добри или лоши, или пак споредувањето со другите? Тоа е исто така еден тренд, особено изразен во денешно време, баш заради овие достапности на информации и сите се знаеме, а никој никого не познава. Значи, живењето во минатото или споредувањето со другите, што може човекот повеќе да го уништи? Многу ми се допаѓа последново што го кажа. Сите се знаеме, а никој никого не познава. Тоа е суштината на денешницата. А во однос на она што е потешко, животот во минатото најчесто значи дека имаме некоја болка, некоја рана, некоја траума,
која не остава во минатото, не ни дава да се придвижуваме напред. И тоа е навистина за психиката и за менталното здравје, првенствено за растот на една личност, многу негативно. Зошто? Затоа што не ни овозможува да се помрднеме од некоја, би рекла, мртва точка. Тоа е некој живот во минатото. Јас често знам да кажам, сите ние имаме куферчиња со тежини, со спомени, со животни искуства кои ги носиме на своите рамена и во текот на животот се учиме како да ја издржиме таа тежина, во некоја фигуративна смисла, секако кажано. Меѓутоа, споредбата со другите, наспроти она што значи живот во минатото, е исто така некоја потајна, некоја стихијна борба. Зошто? Затоа што постојано се надпреваруваме и се докажуваме едни со други. Најчесто тоа ни го пласираат мас медиумите, пак ќе се навратам социјалните мрежи и така натаму. Да, знае да се случи и да се надпреваруваме во однос на нашите постигнувања, во однос на нашите успеси на работното место, на училиште и слично. Негативни ефекти има и едното и другото, но ако морам да изберам меѓу двете, дефинитивно животот во минатото е нешто што многу негативно може да се одрази на личноста. Затоа секој треба да извлече констатација дека се што се случило во минатото, па макар и во текот на вчерашниот ден, гледано од денешна перспектива, е нешто што е позади нас. Назад може да се свртиме и да погледнеме, но само за да извлечеме некоја поука. Тоа не значи дека ние бегаме од нашите секојдневни искуства и од она што ни се случува како личности. Тоа само значи дека се движиме напред, а се она што е позади нас го носиме како лекција, како некоја промена во нашето однесување или на крајот на криштото како нешто што ја моделира и обликува нашата личност. Така е. На тема патриотизам и припадност на територијата, татковината, местото каде што сме родени, како се мери денеска патриотизмот? Преку слика на профилна на Инстаграм, на Фејсбук или преку апсолутно индивидуална одговорност кон општеството и кон земјата во која си роден, практично? Така. Постои разлика помеѓу нешто што се нарекува символички патриотизам, она што значи, што го споменавте, профилна слика на социјална мрежа и така натаму, и нешто што значи општествен, одговорен патриотизам. Односно, јас се чувствувам дека сум дел од ова парче земја во која живеам и сакам да придонесам за да нешто променам. Тука е неопходно да имаме комбинација од двете работи. Јас сум секогаш многу повеќе за праксата, затоа што залудно почитувам, разбирам да некој постави фотографија да го истакне патриотизмот како некое свое чувство, меѓутоа ако во пракса не прави ништо, тогаш се е залудно. Комбинација на двете, односно практичното делување, да ги почитувам правилата на мојата земја, да делувам ако нешто не ми се допаѓа, да го променам. Знаете, живееме во време во кое многу е лесно да се негодува, да се вели овде ништо не функционира. Дајте нешто да промениме, да појдеме од себе. Многу е лесно да седиме сите дома во своите фотели и да наоѓаме мани, да критикуваме. Промената ако започне од секој еден од нас, ние ќе формираме тоа како една пајакова мрежа. Дајте нешто да промениме. Зборуваме за конструктивна критика, за нешто што не ни се допаѓа и сакаме да го промениме за да го направиме ова општество како едно подобро место за живење првенствено за нас, а потоа и за идните генерации. Така што патриотизам во пракса да, на социјални мрежи малку помалку. Одлично кажано. Во контекст повторно на сето ова, има уште една друга вредност на човечка компонента која малку ја гледам секогаш е нешто низ призма на пари, никогаш волонтерското давање или хуманите начини на живење, кога не мора да ти се плати тоа што си го вложил, туку едноставно се даваш дел од себе, помагаш некому за нешто, како да некако се мора да искомерцијализирано, се мора да биде профитабилно, да ти се плати тоа што го правиш и така натака. Еве, например, личниот твој пример е
Хуманитарна акција подади рака за хуманост за собирање средства, донирани подоцна за настраданите во поплавените соседни земји во регионот. Да, оние не убави. Да, 2016 беше тоа. Па потоа и кај нас се случи, потоа учество во саем на волонтерство. Ден на дрвото за Садија Својатинина една акција која е од исклучителна важност, а ние честопати се шегуваме на социјалните мрежи, еве ги садат, пак се сликаат и така натаму, добро тоа важи за функционерите, но каде сме ние во таа цела приказна? Зошто еве јас себе си прва си се карам, не сум излегла да засадам, а имало секоја година има акции во конкретно време, никогаш не сум се нашла таму да го направам тоа, еве. Ова е лична замерка. Проект од деца за деца. Понатаму Заводот за рехабилитација, нели, тоа е таа посета таму. СОС детското село, еден куп настани на кои учествуваш вложувајќи се себе си безрезервно, безусловно. Зошто не постои вакво CV кај повеќе од нас луѓе? Туку секогаш нешто мора да е проектна вклученост, нештото мора да ни биде платено, нештото мора да ни биде надокнада, правиме нешто за надокнада. Ќе бидам многу искрена, многу ми е драго што ме потсетивте на некои проекти кои навистина се од некои поодамнешни години. Зошто тоа јас лично сум го правела, прво ќе кажам, затоа што како просветен работник секогаш се обидувам на нашите ученици да им бидам некој пример и модел на однесување, надоврзувајќи се на она што го споменав и за родителите. Многу повеќе гледаат како се однесуваме и што правиме отколку што не слушаат што зборуваме. Во однос на она дека се мора да се плати и се мора да биде вреднувано, од еден аспект тоа си има своја тежина и тука разбирам. Си го почитува секој своето време, својот труд, од тој аспект во ред. Меѓутоа, волонтеризмот е нешто што значи да се помогне на другиот, водејќи се од она што значи внатрешна мотивација. Има разлика помеѓу во психолошка смисла, помеѓу внатрешна и надворешна мотивација. Внатрешната мотивација е она што значи моето лично чувство, да се чувствувам убаво дека денес сум направил или направила некое добро дело, дека сум помогнала. Своевремено, кога бев на факултет, за жал сега покојниот професор Јанаков ни подари на сите студенти ни подари една своја книга. Посветата на сите беше иста: добровај. Се најжив. И ден денес секако дека го чувам тоа дело и тоа ми остана нешто што ми е мрежано уште од тие студентски денови и сега се обидувам да им го укажам како една карактерна особина и како еден начин однесување на нашите ученици и воопшто на младите личности. Волонтеризмот секогаш треба, или хуманитарните акции, секогаш треба да појдеме од тоа дека пружената рака значи нешто многу повеќе од било која финансиска друга надокнада. Јас се согласувам дека сите ние работиме за финансии, за да можеме водичката да си обезбедиме која што ја пиеме, ни се потребни финансиите. Ама што правиме со она што значи внатрешна мотивација? Моето чувство на среќа и задоволство дека денес направив нешто убаво. Или она што на учениците често знам да им го кажам, макар и да во јавен превоз станете и отстапите место на некоја повозрасна личност, тоа нека биде минималното добро дело кое ќе го направите во текот на денот, а понатаму само ќе се надоврземе. И тука има една многу добра вежба која што често знам да ја кажам на учениците да споделија слободно, би било фино и едукативно и вечер. Кога ќе останеме сами со себе, кога ќе се спуштат сите оние завеси на нашето секојдневие, на она театарска представа која значи живот. Не дека ние глумиме, далеко од тоа, меѓутоа сите оние личности со кои се соочуваме во текот на нашето секојдневие, многуте контакти кои ги имаме и така натаму, тогаш кога ќе ги изгаснеме светлата, да си посветиме 5 минути, доволни се само 5, кога ќе се изгаснат светлата, пред да легнеме да спиеме, наместо да скроламе на своите мобилни апарати, да се приспитаме како го поминавме денот. Што е тоа каде што можеби погрешивме? Што е тоа што можеме утре да го поправиме, а да не биде лекција од денес? Што е тоа добро што го направи во текот на денот? Сметам дека личен раст и развој се обезбедува на тој начин и сметам дека ако го практикуваме, еве не мора секоја вечер, минимум 2 пати во текот на
неделата да го применуваме тоа и тоа како ќе се чувствуваме многу посрекни во своја кожа. Јас сум силно уверена дека само човек кој е среќен во своја кожа може да биде добар за другиот. Не само за првенствено за своето дете, за семејството, за партнерот, во својата професија и така натаму. А за да дојдеме до својата среќа и до својот внатрешен мир, неопходно е она што го чувствуваме како позитивно доживување од тоа што ние го правиме. Да, заклучокот е дека среќата не се бара надвор, туку е во нас и доаѓа од внатре па зрачиме кон надвор. Она што ни го кажа во најавата е исклучително важно и значајно, се твоите колумни на важни теми, на теми кои се па и табу, теми кои се чувствителни, незгодни, со кои секојдневно живееме, ги живееме практично. Па и издвоив една реченица од една од твоите колумни, посветена на семејните насилства, актуелна периодот за кој што и медиумите информираат и е насловена "Кога тишината боли, време е да се проговори". Освен жртвата која би можеле да ја подигнеме, како да ја дадеме поддршка медиумски, семејно и така, кој друг треба да проговори за да се помогне во дадена ситуација? Жртвата е најтешко да проговори и тука е најголемата борба. Затоа и насловот на таа колумна така, кога тишината боли, време е да се проговори. Тука оној примарниот, првиот круг на личности со кои жртвата е во контакт. Се забележуваат промени во однесувањето на жртвата. Факт е дека луѓето со кои сме секојдневно не познаваат најдобро, доколку на жртвата и е страв, поради разноразни причини. Што ќе се случи понатаму ако пријавам, каде ќе одам и ред други работи, да не ги наведуваме во моментов, сметам дека тие личности со кои жртвата е секојдневно, доколку забележат некоја, макар и најмала промена во незиното однесување, дали е тоа повлеченост, некоја нервоза, анксиозност, да се жали дека не може да спие, дека е нарушена исхраната и така натаму, без притисоци, дека нешто мора да каже. Само да се понуди дека е тука да и помогне што и да се случува. Не мора да значи дека е насилство. Во конкретниот случај говориме за насилство, меѓутоа само една личност, кога жртвата ќе види дека и е присутна, за да и биде поддршка, макар за разговор, понатаму е многу полесно се. И вака кога дискутираме, сваќам дека сите оние европски земји кои важат за постудени народи, каде меѓусебната комуникација и социјалниот живот не е на такво ниво како што е нашиот, имаат многу поголема свесност како ова да го изменаџираат, условно кажано. Не велам дека живеат во совршени општества каде што нема семејно насилство, бидејќи не е така, но зошто нам не се случува како едни многу луѓе социјални, луѓе кои често се среќаваат, секојдневни кафиња, средби, ресторани, кафеани и така натаму. Зошто и кај нас е проблем, еве. Друг ментален склоп сме, многу потопол народ, можеби не знам, можеби немаме одговор на ова прашање, ме ме интересира како размислуваш. Мојата претпоставка, во случајов само претпоставка, е дека срамот си го прави своето. Се уште живееме во време кога е доминантно на што ќе каже другиот. Дали ќе бидам осудена или осуден. Како ќе ме разберат. Како ќе излезам на крај со целата таа ситуација. И не би рекла недоверба во институциите, затоа што сведоци сме дека институциите многу во последно време посебно многу интензивно работат на овие проблематики, меѓутоа окупацијата со тоа што е тоа што социјалната средина ќе го каже. Дефинитивно тоа е мојата претпоставка и мислам дека ако тоа се искорени, секој треба да свати дека животот е еден, дека секој ден ни е дар од Бога, дека енергијата која што си ја носиме сами со себе, тоа чувство на задоволство во сопствената кожа, треба да си овозможиме сами на себе да го приуштиме. Тука не станува збор во какви економски, финансиски, материјални услови живееме. Потребно е многу малку за човек да се почувствува среќен. И во тоа е големината на нашето ментално здравје и во големината на секој еден човек. Да се задоволи со малку. Колку повеќе сакаме, толку повеќе ги губиме границите и би рекла дека како луѓе се, можеби се изгубивме во некоја
несоодветна Од насока. оваа перспектива, после сето кажано, изминативе час и скоро 15 на минути, што најмногу те плаши за иднината на младите? Од оваа перспектива, единаш. Од оваа перспектива, можеби највеќе ме плаши тоа што емотивно ни се некако се повеќе ладни или недостапни. Од она што значи се поголема навлеченост на екранизација, на социјални мрежи, на социјални платформи, одвикнувањето од читање на книги, бегството од себе можеби. И се ова што го наведов како причина доведува до тоа да младите личности бегаат од себе. Треба ова сите да го применуваме. Кој сум јас на вистина? Јас сум вистинската јас или јас сум дигитална јас? Јас сум онаа која се плацира на социјални мрежи или јас сум онаа како се чувствувам кога ќе останам сама со себе? Ме плаши дали се она што значи модерна технологија ќе земе толку голем замав да ќе се изгуби она што значи задоволство лично, емоција, силина на прегратка, романтичен однос, романтична врска, основање на семејство, раснење на едно детенце и така натаму. Емоционалната топлина највеќе ме плаши. Дека ќе ја изгубиме. Кој е најтешкиот разговор што си го имала со ученик? Најтешки се разговорите кога учениците доаѓаат со страв кај службите. Знаете од која причина страв? Јас сум многу голем противник на тоа да психолозите конкретно бидат употребувани како под знак наводници застрашувачи во целиот процес. Психологот. Така е, на образование. Ќе одиш кај психологот за да ти изрече казна, мерка, да те кара и така натаму. Учениците во моето училиште, гимназија Јосип Брз Тито е прилично големо училиште, ние имаме 51 паралелка, повеќе од 1500 ученици, знаат дека мене најретко можат да ме најдат во мојата канцеларија. Јас сум многу почесто по ходниците, затоа што сакам да им се доближам на децата и да видат дека на учениците и да видат дека сум им тука за да им пружам рака и да им помогнам. Па дури и тогаш кога ќе бидат пратени од страна на некој предметен наставник, да знаат дека да, јас можеби треба да ги поучам да го коригираат своето однесување, но не да ги искарам со прстот и не да употребам некои репресивни мерки секако тогаш кога има потреба, да. Меѓутоа да се допре до најинтимните делови на личноста на еден ученик е можеби најтешката работа. Ама тогаш кога тоа ќе се постигне и кога ќе таа згрчена мускулатура на лицето, кога ќе отвори вратата и ќе влезе на разговор, потоа се преиначи во една насмевка и во една благодарност. Навистина нема нешто по-благородно и поубаво од тоа чувство, дека некому сте му помогнале. Не во смисол да сме му понудиле ние психолозите решение на тацна, туку сме работеле со личноста на детето за само да освести некои процеси и само да извлече поуки. Јас што велам, не да им го покажеме патот по кој ќе се движат, туку само да ги насочиме, па тие самите преку своите искуства да извлечат некоја поука и констатација. Многу важни одговори даде вечерва на многу клучни прашања, разобличи некакви зацкриени форми на разбирање на психологијата, на психолозите, особено кога се стручни служби во прашање во образованието. Институции безрезервно се изложи себе си со целото свое знаење за да одговориш на сите важни прашања и блази си на оваа образовна институција која има ваква стручна служба. Пред крајот, што би кажала на помладата верзија од себе сега? Најтешкото го оставивте за крај. Кога си изморена и кога... немам дилема дека ќе биде одговорот искрен и автентичен, па сега... Секогаш. Ништо во животот не се случува случајно, ништо во животот не се случува без причина, колку и да во даден момент нешто не изгледа
тешко. Нема борба која што не можеме да ја изодиме и извојуваме. Па дури и тогаш, кога се чувствуваме како губитници, секогаш има зошто е тоа така. Може би во даден момент ни делува нејасно, ама времето е показател зошто нешто да се случило. Одлично. Си го забележав ово, бидејќи вадиме моменти во форма на рилчиња, сепак да допреме и на друг начин. До младиве, да не биде само дека пуштаме информации кои ќе ги скролат и така натаму. Кога би можела една работа, кога сме ка младите и тука завршуваме, односно поважни се родителите, кога би можела една работа на родителите во Македонија, да ми ја кажеш сега, тоа би била која? Гушнете ги своите деца, кажете им колку ги сакате, кажете им дека имаат право и да сгрешат, но да извлечат поука или лекција од таа направена грешка, прочитете им приказна пред спиење, прашете ги како се почувствувале во даден момент и секогаш бидете им поддршка, бидејќи многу е лесна границата да се премине помеѓу поддршка и притисок. Одлично кажано, јас за себе лично научив вечерва многу работи, си одговорив многу прашања, ми беше многу важно да ги поставам, прети се вакам несебично за себе или себично нека биде како и да, ама верувам дека секој еден родител го интересира како и во кој правец да се движи, на крајот на криштата да се преиспита себе си. Уште еднаш бескрајно сум ти благодарна што безрезервно ја отвори и душата и го изложи целото знаење за да бидеме и едукативни вечерва, не само интересни и пријатни за слушање и убави за гледање, туку и пред се едукативни. Ви благодарам уште еднаш на поканата. Драги мои, јас знам дека уживавте и нема да ме очекувам или да ве повикам да ми пишете забелешки, критики и убави, и не бидејќи знам дека тоа ќе го правите, особено кога се вакви емисии во прашање ви оставаат впечаток, си ги слушате, си ги преслушувате, многу од вас и броеви телефонски потоа барате од стручни лица од оваа област или од овој профил. За понатаму секако тоа нема да го правам без прашање. Ви благодарам ако и вечерва останавме поврзани сите заедно преку екраните, преку социјалните мрежи каде што го гледате стримот. Се надевам дека ќе не следите и следната сабота и секоја следна сабота. Она што го добивме како насока од нашата управа во телевизијата е дека нема да имаме пауза цело лето, така што ќе уживате секоја сабота со подкастот на Алфа и сите останати емисии на нашата телевизија. За сега, добра ноќ.